На самиот врв е Македонија според стапката на инфлација меѓу последните според проекциите за економски раст, споредено со земјите од регионот, покажува најновиот извештај на Светска банка. Но за чудно чудо, ваквото позиционирање очигледно не ги загрижува властите во земјава, кои понатаму тврдат дека инфлацијата се намалува. Тој оптимизам се чини доаѓа од коалицијски фактор во власта, кој на се гледа оптимистички. Според Светска банка, проекцијата на економски раст за 2023 година за земјите од регионот е за Косово 3,7%, Црна Гора 3,4%, Албанија 2,8%, Босна и Херцеговина 2,5%, Србија 2,3%, Хрватска 1,9% и Бугарија 1,5%. Податоците на инфлацијски монитор за јуни 2023 година покажува дека инфлацијата во Македонија е значително поголема отколку во Европа, а најголемо поскапување има во угостителството, мебелот и храната. Така, храната во Македонија поскапела за 14,6%, а во европските земји поскапувањата се само 5,3%. За ублажување на проблемот, опозицијската ВМРО ДПМН предлага ослободување од ДДВ на сите производи за човекова исхрана. Оттаму вела дека платите и пензиите се зголемени, но тоа не е ништо во споредба со зголемувањето на цените на храната. Инфлацијата е премногу висока, па потребно ослободување од ДДВ за храната со цел да се компензира намалувањето на животниот стандард и да се влијае на намалување на цените на производите. Реално, најголем дел од платите оде за купување храна, а инфлацијата кај неа е највисока. Ако власта го прифати предлогот, цените на прехранбените производи ќе се намалат за 5%.